Министерството за внатрешни работи соопшти дека проектот Безбеден град е целосно ставен во функција, веќе дава видливи резултати во подобрувањето на безбедноста во сообраќајот. Според податоците на МВР во периодот од февруари до јуни годинава, бројот на загинати во сообраќајни несреќи е намален за 40% во споредба со истиот период минатата година. Годинава животот го загубиле 34 лица, додека во истиот период лани биле евидентирани 55 жртви. Од почетокот на примената на системот се регистрирани повеќе од 130.000 сообраќајни прекршоци. Над 95% од нив се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина, што според Министерството потврдува дека главната причина за небезбедноста на патиштата е несовесното однесување на возачите. Од МВР нагласуваат дека имплементацијата на системот ќе продолжи во другите делови од државата, со цел дополнително да се подобри безбедноста во сообраќајот. Нашата цел не е да изрекуваме повеќе казни, туку да имаме помалку сообраќајни несреќи, помалку изгубени животи и побезбедни патишта за сите. Безбеден град е технологија што спасува животи. Безбедноста нема алтернатива, порачуваат од Министерството за внатрешни работи. Во Основниот кривичен суд денеска продолжи судскиот процес за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, при што како доказен материјал беа презентирани листинзи од телефонските комуникации на првообвинетиот Дејан Јованов и неговиот син Михајло Јованов, кој е трето обвинет во предметот. Според доказите добиени од вештачењето на нивните мобилни телефони, Михајло Јованов во една од пораките го известил својот татко за полициска контрола во дискотеката, поврзана со присуството на малолетници. Во презентираната комуникација, Дејан Јованов одговорил: "Во ред нека бидат присутни, многу ги има малолетници. Ние секако фирмата ќе ја однесеме во стечај." Обвинителството презентираше и комуникации за кои тврди дека се однесуваат на информации за инспекцијски контроли од страна на Управата за јавни приходи во дискотеката. Станува збор за инспектори кои се опфатени со истрага што се води во Кочани, против кои засега не е поднесено обвинение. Според обвинителството, вакви телефонски комуникации се одвивале во период од околу 5 години, од 2020 година па се до трагичниот пожар во 2025 година, каде животот го загубија 63 лица, над 200 беа повредени. Презентираните докази се дел од доказната постапка што треба да ги утврди околностите и евентуалната одговорност на обвинетите. Прославата на Денот на независноста во Соединетите Американски држави беше нарушена од серија вооружени инциденти и експлозии во повеќе сојузни држави, во кои загинаа најмалку 5 лица, а десетици се повредени. Еден од најсериозните инциденти се случи во Њу Јорк, каде вооружен напаѓач отвори оган врз луѓе собрани на семена прослава во населбата Кони Ајленд во Бруклин. Во нападот се повредени најмалку 8 лица, меѓу кои 4 деца. Напаѓачот е во бегство. Во Флорида 19-годишно момче загина, уште 6 лица се ранети во пукање во центарот на градот. Повредените се на возраст од 16 до 26 години, соопшти локалната полиција во Пенсакола. Во Форт Вейн, Индијана, една жена беше убиена. 8 лица се здобиле со прострелни рани. Двојно убиство е регистрирано и во Комптон, Калифорнија. Пукања се пријавени во Дејтон и Кантон во државата Охајо, како и во Сент Луис, Мисури, каде во еден од инцидентите животот го загуби 17-годишно момче. Дополнително во Калифорнија едно лице загина, 2 се здобиле со тешки повреди во експлозија на огномет. Американските власти спроведуваат истраги за сите инциденти. Во дел од случаите осомничените се приведени, додека по други напаѓачи се уште се трага. Кинеската војска изврши тестирање на ракета лансирана од нуклеарна подморница во меѓународните води на Тихиот океан, потек што предизвика реакции и загриженост кај повеќе земји од регионот. Според кинеската државна новинска агенција Синхуа, ракетата со лажна боева глава била истрелана во рамки на редовната годишна воена обука на Народно-ослободителната армија. Од Пекинг наведуваат дека проектилот паднал во однапред определена зона во меѓународни води, дека тестот не бил насочен против ниту една држава. Австралија, Јапонија и Нов Зеланд потврдија дека биле однапред известени за лансирањето, но оценија дека ваквите активности дополнително ја зголемуваат нестабилноста во регионот. Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг го оцени тестирањето како дестабилизирачки потек, додека јапонските власти изразија длабока загриженост поради зголемената воена активност на Кина
и го повикаа Пекинг да покаже поголема воздржаност. Загриженост изрази Нов Зеланд. Министерот за надворешни работи Винстон Питерс порача дека неговата земја не сака Јужниот Пацифик да се користи како полигон за тестирање на ракетни капацитети, оценувајќи дека ваквите активности представуваат непожелен развој на настаните во регионот. Според јапонските медиуми пак ракетата паднала надвор од експлозивната економска зона на Јапонија. За сега нема информации за какви било последици од тестирањето. Времето денеска ќе биде претежно сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и појава на град, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури ќе се движат од 8 до 19 степени, дневните ќе достигнат од 24 до 36 степени. Во Скопје се очекува претежно сончево време, со мала до умерена локална облачност. Во попладнивните часови во делови од котлината ќе има услови за повремен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, до четврток времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне на повеќе места ќе има услови за локална нестабилност, проследена со пороен дожд, засилен ветер и грмеж. Од крајот на работната седмица се очекува стабилизирање на времето и постепен пораст на дневните температури.